Почитувани гледачи, како што веќе забележувате, до мене се ученици од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово, а до мене е и нивниот професор, односно наставник Младен Мицевски. Кажете ни, со што се вклучувате во учество на оваа манифестација? Оваа година ќе учествуваме во два дела. Првиот дел ни е во надпреварот за брзо сукање. Нашиот ученик Ален Тасев ќе се надпреварува во категоријата за брзо сукање, а дополнително останатите ученици заедно со мене ќе направиме на кратка работилница за подготовка на традиционален зелник. Колку ученици денес се овде на оваа манифестација од Кратово? Денеска се 4 ученика, всушност Билјана Пешевска, Ива Алексева, Ален Тасев и Ален Мустафов. Дали досега во наставната програма ја правевте зелник? Да, дефинитивно веќе од прва година кога почнуваме да учиме готварство, една од првите работи кои што се трудам и јас како наставник да ги пренесам, тоа се традиционалните рецепти покрај нели интернационалните што ги имаме, а дефинитивно една од работи кои што ги правиме први е и традиционалните зелници, така што уште од прва година веќе пробуваат да сукаат, а понатаму се надоградуваат. Мора да кажам дека нели во нивните домови се уште се чува оваа традиција кај голем дел од нив, така што комбинација од мудрост и угостителски техники навистина дава добар резултат. Каков е интересот учениците да прават едно вакво традиционално јадење? Има ли интерес? Да, дефинитивно сакаат да научат и сакаат да видат како се подготвува. Некои од нив имаат некое претходно искуство, но дополнително на училиште јас се трудам сите да се обидат да направат. Дефинитивно мора да споменеме дека и понатаму некои се заинтересираат повеќе во овој дел. Нормално гастрономијата е огромна тема, така што некој си се специализира повеќе за овие работи кои што се тесто, некој за други специјалитети. Мора да кажам дека и за интересот за доаѓањето тука беше навистина поголем од страна на учениците, така што направивме интерен надпревар, па ученици што се тука се пласираат за да присуствуваат на манифестацијата. Со оглед на тоа дека ова не е ваше прво учество на оваа манифестација, едно ваше видување за истата? Ова е навистина една одлична манифестација која што јас би го пофалил пред се менеджментот и начинот на кој што се организира, бидејќи навистина ова е макотрпна работа да го добиеме на крај овој продукт што го имаме денеска, а тоа е посетители од сите страни на државата, но и од странство што е многу значајно, што го прави интернационален веќе овој настан. За нашите ученици мора да спомнам дека ова е едно одлично искуство да се доближат до традицијата уште повеќе, да се запознаат со некои карактеристики кои што ги има традиционалното подготвување на зелникот, особено со мрежувањето со останатите учеснички кои што се претежно повозрасни дами кои што имаат долго искуство и традиција во подготовка на овој зелник. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам пријатен престо денес овде во Пробиштит на оваа прекрасна манифестација. Благодарим и на вас, се надам дека наистина ќе излезе една одлична манифестација. Здраво, кажи ни како се викаш ти? Здраво, Билјана Пешевска. Ученичка во? Средното општинско училиште со Митко Пенџуклиски, 3-та година. 3-та година, како ти се допаѓа оваа манифестација, дали за прв пат си тука? Па да, за прв пат сум тука, пред тоа имаме учествувано на други манифестации со готвење и многу други. Со оглед на тоа дека манифестацијата се вика Зелникот на баба, ќе те прашам дали дома сукаш зелник? Да. На кој начин ќе ни откриеш? Па, не знам како да објаснам баш, ама забавни кога најчесто тој зелник најчесто го се го сукам дома, моите многу го сакаат и тоа го правам. Уште еден ученик кој што доаѓа од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово, кажи како се викаш? Ива Алексева. Која година си? 2-ра година. 2-ра година, дали веќе имаш дома пробувано да сукаш едно вакво традиционално јадење? Дома не, со текна во училиште имам учено. И што мислиш, лесно? Па за прв пат се гледат потешко, но потоа лесно се. Интересно ти е да сукаш зелник? Да. Има ли и други ученици што се заинтересирани да прават едни вакви традиционални јадења? Каков е интересот? Убав.